Насилството кај младите го потикнуваат прекумерното време поминато на интернет, недостатокот на активности во реалниот живот и изложеноста на агресивни содржини. Ова се дел од наодите на проектот Промовирање на безбедна училишна средина, реализиран од секторот на невладини организации во соработка со Министерството за образование. Проектот ја нагласува потребата експертите да работат не само со жртвите, туку и со сторителите на насилство. Драги Змијанац од детската амбасада Меѓаши истакна дека насилството кај нас не е само физичко, туку и вербално и сајбер насилство. Тешко се воспоставува родителска контрола, а уште потешко довербата на родител кон дете, а уште потешко триаголникот кој го инсистираме е родител, училиште, ученик. Мора да ги сензибилизираме децата кога се случува насилство. Вие се сеќавате, имавме една кампања порано, зборовите може да повредат, да ги сензибилизираме децата дека секое насилство создава проблема, посебно кога станува збор за дисперзирање, односно споделување на компрометирачки фотографии на социјалните мрежи. Извршниот директор на Коалицијата на младински организации Сега, Зоран Илиевски, истакна дека Законот за основно и средно образование им гарантира на учениците активно учество во ученички организации и иницијативи, што е важен чекор во превенцијата на насилството меѓу врсниците. И сметам дека таа е алката која што треба да ја изгради довербата и таа е алката која што понатаму во училиштето ќе може да се слушни што е она што им смета и што е она што им треба. Државната секретарка во Министерството за образование и наука Елена Ивановска оцени дека врсничкото насилство е комплексен предизвик кој бара ангажман од сите општествени чинители, нагласувајќи дека постојните закони и механизми мора реално да се спроведуваат. Најлесно е да седнете и да напишете закон во кој што ќе кажете дека учениците имаат ученички парламент, имаат ученички правобранител. Суштината е тие мерки напишани на хартија да заживеат и драго ми е што учениците почнуваат да ја согледуваат својата значајна улога во градењето на една култура и средина каде што тие поминуваат поголем дел од времето. По инцидентот во основно училиште во општина Газибаба, каде малолетник беше повреден од својот врсник со остар предмет, Министерката за образование вчера побара законски измени за казнување на родителите на децата што вршат насилство во училиштата.